Работодавачите бараат редефинирање на неработната недела, а министерот за економија и труд Дурмиши во интервју образложи зошто тоа треба да се случи. Тука значи имаме спротивставни страни. Работодавачите барат за да се укине недела на работен ден, но на друга страна ги имаме синдикатите кои барат да остануваат така како што е. Едини действија во насока на работата треба да се ослободат за да може и во недела да работат, но не да се укине целосно недела на работен ден. Да останува така како што е, но одредени действија да ги ослободиме да може да работат, да направиме некои замени. Што за ова мислат од синдикатот, кој за неработната недела водеше тешка битка? Не би дозволиле да се злоупотребува овој закон, нити да се измени, нити да се дополнува, бидејќи големи отстапки направивме во оној период кога се преговараше со денови и на економско-социјалниот совет, така да имаше големи потешкоти за да го постигнеме тоа. И ние како Сојуз на синдикати на Македонија нема да дозволиме да се подигруваат со закони и подзакончиња кои што сепак одат на штета на работникот и на нивната слобода и право на одмор кои што го заслужуваат нашите работници. Паралелно, ССМ војува и за поголем минималец, кој известно е дека до нова година нема да се случи. Која е стратегијата на темата минимална плата во идната година? Во наредната година ние нема да престанеме со барањето за покачување на минималната плата, бидејќи мораме на некој начин да го подобриме стандардот на работниците, бидејќи со самото зголемување на минималната плата се зголемуваат скалјасто сите останати плати. Секој месец гледаме зголемување на одредени артикли, а со тоа и го намалуваме стандардот на работниците. Во наредниот период, во 2025, ќе притискаме што побрзо да се реши овој проблем, бидејќи обкружувањето кај нас веќе драстично ги зголемија минималните плати, така да мислам дека заостануваме со тоа. Во моментов минималната плата во државата изнесува 22.567 денари, а синдикатот бара таа да биде 450 евра.